Се обележува 75 годишнината од НАТО во Вашингтон. Како ја оценувате досегашната соработка на Северна Македонија со Алијансата? Каде е фокусот на парламентарниот самит? Мислам дека релациите со Северна Македонија и НАТО се одлични. Веќе четврта година ние сме членка, полноправна членка на НАТО и мислам дека релациите на нашата држава со НАТО се на највисоко можно ниво. Што се однесува до оваа годишнина, 75 години од формирањето на НАТО, и денеска завршивме со самитот на парламентарното собрание што се однесува на председатели на собранија и фокусот беше главно на Украина, на нашите како алијанса, на предизвиците што ги носи времето, како што се и Кина и другите држави кои представуваат на некој начин ризик по стабилноста на светот, но секако и заради инвестициите или одвоеноста на најмалку 2% од буџетот на секоја држава од GDP-то за одбрана, така што за да може НАТО алијансата да остане стабилна и силна, за да може да пркоси на предизвиците на времето. Господине Гаши, се наоѓате во Вашингтон. Што слушнавте од САД, стратешкиот партнер на Северна Македонија во делот на спроведување на Преспанскиот договор, но и динамизирање на европристапниот процес преку усвојување на уставните измени, со оглед на вие сте на институцијата која има надлежност на сето ова? Па тоа се веќе пораки кои одамна ги слушаме, нема некоја промена на ставот на нашите партнери, особено Соединетите Американски држави. Тие остануваат наш силен партнер, стратешки партнер. Ние како нова влада и ново мнозинство ќе сакаме тоа партнерство уште повеќе да го продлабочиме. И нормално и наша обврска и наш предизвик е да ги оствариме тие уставни измени, но нормално кога ќе дојде време, кога ќе можеме најбрзо што можеме, под услови кои мислиме ние ќе се загарантира идентитетот, културниот, етничкиот и јазичен идентитет на македонците првенствено, но и на сите граѓани на државата. Вашиот коалиционен партнер, актуелниот премиер, имам чувство дека се обидува да ја протне двојната формула, уставното име во странство, а само Македонија за дома. Председателката воопшто не го изговорува. Како вие гледате на ова и стравувате ли од евентуално можно блокирање на евроинтеграциите, кои сте клучен елемент во платформата на коалицијата Вреди? Мислиме дека нашите ставови се јасни и свечената изјава при изборот на владата на тогаш мандатарот, сега веќе премиерот, беше јасна, он ја изговори точно, го изговори името, уставното име на нашата држава и мислам дека со тоа е апсолвирано тоа прашање. Сега во колоквијален пристап или говор на името, тоа останува лично на секој човек да го изговори, но мислам дека премиерот, министрите во собрание, тоа прашање мислам дека е апсолвирано и мислам дека и нашите пријатели и Грција и нашите пријатели од НАТО и Европската унија знаат дека нашата заложба за членство на земјата во Европската унија е силна и ќе направиме се што е можно да што побрзо се зачлениме во Европската унија. Дали ќе притиснете за уставни измени и што ако тие не се случат? Ќе излезете ли од коалицијата со ВМРО ДПМН? Па не ја разбирам политиката како условување и начин на поставување на такви услови, ако биде ова, ако биде тоа. Политиката е умешност на можното. Треба да се разговара што е можно, во какви рамки, дали е тоа во интерес на граѓаните. Значи, треба да се водиме од интересот на граѓаните, од стратешкиот интерес на државата и во рамки на тие принципи и критериуми да се однесуваме сите заедно. Ви благодарам за разговорот, за гласот на Америка. Ми беше чест и задоволство.